Политизирани одлуки, нетранспарентност, неквалитетни судски постапки, правосудството ни е на колена и итно се потребни реформи, ако сакаме да одиме напред и конечно да се интегрираме во Европската Унија. ОПСЕ предупредува дека во последните години сериозно е разнишена довербата во судството и мора да се изгради систем кој се заснова на знаење, заслуги и интегритет. Со тоа се согласи и Сдруженијето на судии. Крајно политизирани одлуки на полето на владење на правото, одвоени со недоволно транспарентност и квалитет, ги ја затресаат довербата на јавноста во судството. Рак рана е таа доверба. Ние постојано низ изминатиот период преземавме низ активности за да се надмине тоа преку презентација на нашите одлуки, преку доближување на соработката со медиумите за да може да ги пренесат нашите одлуки во јавноста, но веројатно ова активност требаше да биде и треба да биде проследена со квалитетни одлуки. Владењето на правото е камен темелник на правосудството и судиите мора да покажат дека им служат на граѓаните. Председателките на Врховен суд и Судски совет укажаа на потребите од вистински заложби за реализирање на реформите. Како да се обнови јавната доверба? Само со независност на судството, како предуслов на владењето на правото и како основна гаранција за правично судење. Само со непристрасност, која е од суштествено значење за соодветното извршување на судиската функција. Сите заеднички, со здружени сили, поединечно и во состав на судовите, обвинителствата и сите правосудни институции да дадеме се од себе за нашето судство. Последниот извештај на Европската комисија беше низок удар, посебно за правосудниот систем. Ниту еден скандал не остана незабележан од европските челници. Имаше критики и за кривичниот законник и за скандалите во Судскиот совет. Сите земји од Западен Балкан беа подобри од Македонија во делот на судството и владењето на правото.